Јас сум свесен дека ако имаме ние кохабитација, ако имаме консензус за 10%, за 15%, за 30% од прашањата, тоа ќе обрза брзината на државата кон нејзината цел. Ако одиме со 100 на саат, ќе одиме 150 на саат. Консензус ако има. Зошто нема? Кај македонско општество е многу поделено. Тоа не е добро, тоа е како рак раната. Може да се најдат некои точки каде што може да најдете работа. За некој не мора за седо, за некој прашање за кој што е можно. Актуелен беше клиничкиот центар. Значи тоа е единствениот клинички центар. Веројатно еднаш у 100 години се прави. 500 милиони евра е физибилити студијата од 2014 од време на ВМРО ДПМН одработена и ние земавме, ајде сега да почнеме да имплементираме. Отидовме во парламентот, заради тоа што е ковид криза, преку закон да дефинираме и PricewaterhouseCoopers или KPMG кои да влезе внатре, да застанеме заедно, прво сите македонци, после и македонци и албанци, трето уште поважно и власт и опозиција заедно. Најголемиот проект кој што го финансираме со наши пари. Европа вика ако го тргнете 50% грант ќе ви дадеме. Значи 250 милиони евра или на тендер кој ќе падне доле можке 220 да ни даде Европа и 220 ние од наши пари, буџетски од народ пари, да застанеме заедно. Застанеме заедно, еве јас сум представник на власта, како да убедам опозицијата да влезе, викаме, окей. Мнозинството во реализацијата, значи во проектната единица, во изведувачката единица, да биде од опозицијата. Ние, ако сме власт, ќе биде малцинство. Во контролната улога, тоа е собраниска комисија, да се формира опозицијата да има мнозинство. Ние да имаме малцинство, иако сме власт. Имаме ние министер за здравство од нашите ред. Доволно е тоа. Прво одговорен за реализација, прво одговорен за контролата, опозиција да биде. Со мнозинство застапено во комисија. Само да застанеме заедно. 2000 амандмани го блокира законот. Тргнавме со законот за бесправни градби. Еве блокиране. Белким ќе решат, гледам се договарат нашиот министер Вочварски и председателот на комисијата Мисајловски, кој што е од ВМРО ДПМН, дел од раководството. Значи едно 60% или не знам 45% најмалку граѓани сиромашни не направија елаборати и не го искористеа досегашниот закон за легализација. Нивните куки се што имат. Тоа се сиромашни граѓани. И сега државата ако не донесе нов закон за легализација, треба да изруши. Треба ли да изрушиме? Не треба. Кога прашуваме ВМРО, треба ли да изрушиме? Не. Вие донесовте прво закон за легализација, така. Еве ние повтараме по вас, исто правиме. Зошто да им даваме шанса сега на најсиромашните? Второ, згради нема легализација. Ги отклонивме. Сите други што ќе легализират 50% повеќе ќе платат за да не им текне дивоградби да прават докато си одат по процедури. Значи ако праќа во Скопје 100 евра комунали за изградба, сега со легализацијата 150 евра. Да си плати за казна, за да не му текне друг пат, ама да не го рушиме, да си плати и да се легализира. Нема, застанете законот. Апелирам стварно, се молам да тргне закон. Законот за енергетска ефикасност, одбележуваме овие денови на енергетска ефикасност. Имаме 35 милиони евра проект од Светска банка. Каде што има 25 милиони за болници, јавни институции се, 10 милиони за школи, градинки се по општините. Прекрасен е проектот. Значи тука нема ни левица, ни десница, ни социјалдемократи, ни ВМРО, ништо. Мислам, нема. Сите треба да станат. Блокиран е закон. Трамвај на Тркала, 70 милиони евра од ЕБРД. Склучени веќе договорите. Еколошки проект, сообраќајот го решава во Скопје. Од сите аспекти најдобар, најмодерен, блокиране. 50 милиони во земјоделието, каде што имаме 3 откупни центри, Скопје, Ресен и Струмица, и изголемување на продуктивноста во земјоделството. Комплетно, со окрупнување на земјиште, директно мотивација, братучеди да застанат заедно, си продадат еден на друг и ќе добијат поддршка од држава. Одличен проект. 50 милиони евра и тоа е блокиран. И сега нудиме соработка од секој можен аспект. Се што треба да направиме, да направиме. Дефинитивно мора да имате човек од другата страна да разговара.